Скопје-Гевгелија, најдолгата од трите активни линии на македонски железници. Ова е релацијата на која решивме да патуваме за да се увериме како навистина изгледа возењето со воз во 2024 година во Македонија. Првата слика што се добива за македонски железници е катастрофалната состојба во која се наоѓа главната железничка станица. Нереновирана со децени, запуштена со лоша миризба, прокиснати кровови. Единственото добро се билетарниците и таблите кои го покажуваат возниот ред. Железничката станица е празна, тмурна и вистинска рефлексија на состојбата на македонски железници. Нашиот воз е во 16:55. Редовна линија која секојдневно оди од Скопје до Гевгелија. Ја користат и патници кои одат за Велас. Велишани кои работат во главниот град, студенти и ученици. Не пречекува еден од популарните кинески возови, набавени во 2015 година. Всушност, само и овие возови се во употреба во патничкиот сообраќај. 2 електрични и 4 дизел. Нашиот е дизел, електричните се на ремонт. Патници во возот имаа солидна бројка. Возот однадвор изгледа сосема пристојно, иако е декориран со улична уметност. Внатре пак е малку поинаква приказната. Во текот на патувањето тешко може да си поразговарате од јачината на звуците што ги произведува возот. Тоалетот не е во функција. Од Скопје до Гевгелија без тоалет во возот. Патот трае 3 часа. Искрено, од самото возење во ред, нели, како извршување на дејноста во ред. Меѓутоа, од самата чистота на самите возови, на железничката станица, многу сум разочаран. Познат ли возовите? Во суштина не, искрено не, затоа и кондуктерите се премногу фини и луѓето што продаваат карти во таа област се во ред. Значи имате забелешки на хигиената? На хигиената во суштина тоа е, да, и неорганизираноста реално треба, ова е нешто што треба се користи почесто. Прво помалку го загадува воздухот, второ за многу пократко време стигаме до саканата дестинација, а нема услови. Луѓето сами кои ќе видат како изгледа не сакаат да се качат. Тоалетите не работат, мирисан, осеќате, гледате сами. Искрено тоа е единственото нешто што би сакала да се подобри. Брзината со која патуваме е мала. Нашите сопатници ни објаснуваат дека ова е и добра брзина. Се случува возот да оди и побавно, особено на оние делници каде што се оштетени пругите и треба да се репарираат. Просечно возовите во Македонија возат со брзина од 50 км на час. Министерот за транспорт и директорите на железници да дојдат и да се возат со овие возови, да видиме дали ќе стигнат навреме на работа, вели една од револтираните патнички во нашиот воз. Слушалки за музика, да поминува времето, добра книга, филм на телефон. Вака патниците го пополнуваат времето од 3 часа кои се потребни за да се стигне од Скопје до Гевгелија, најдалечната точка до која во моментов се патува од и кон главниот град. Од државава не може да се излезе по железнички пат.